Назад сме во студиото, минути стандардно резервирани за анализа на вестите од регионот и светот со Дијан Андоновиќ. Добар ден. Дијан, здраво. Кај нас се анализираа вчера првиот изборен круг на претседателските избори, но она што можеби во сенка се разбира помина како информација е фактот за изборите во Украина, односно дека комичарот Зеленски ги освои потребните гласови. Сега никако бура од реакции таму. Европската унија се јави со поддршка на Зеленски. Скандинавски избори, но со голема изненадување на победникот на тие избори, би можел така да ги кажам. Кај нас беа скандинавски исто така избори, но не се доби претседателскиот кандидат, кај нив со огромно водство, иако не беше фаворит, поранешниот ТВ водител или се уште ТВ водител, заклучно со денешниот ден, Владимир Зеленски, стана новиот претседател на Украина, поразувајќи го актуелниот претседател Петро Порошенко, кралот на чоколадото, бизнисменот кој 2014 година дојде на голема врата да биде претседател на Украина, кој беше поддржан од западните држави, пред се од НАТО сојузниците, да дојде во Киев и конечно нели да успее државата да ја однесе во НАТО и европски интеграции, нешто за што нели Русија се противеше, така да вчера беше загуби со огромен пораз доживеа, бидејќи на некој начин аутсайдерот, нашиот колега ТВ водител, иако комичар по вокација, освои 73% гласови, а Петро Порошенко одвај 27%. Пред да продолжиме за очекувањата малку подолу, тука најпрво предлагам да го погледнеме прилогот на колегите од Дескот, па се враќаме веднаш назад во студиото. Комичарот Володомир Зеленски синоќ изјави дека неговата прва задача како нов претседател на Украина ќе биде да обезбеди ослободување на војните затвореници кои се во притвор во Источна Украина и Русија. Зеленски, кој според првичните резултати освои 73% од гласовите во вториот круг од претседателските избори во Украина, истакна дека задача број 1 е враќање на сите затвореници, сите воени заложници и морнари. Тој убедливо го победи Петро Порошенко, кој освои само 25% од гласовите. Во Русија во затвор се наоѓаат 24 украински морнари од ноември минатата година, кога руската крајбрежна стража заплени 3 украински бродови додека пловеа низ Керченскиот теснец. Зеленски по објавувањето на резултатите додаде дека иако се уште не е претседател, може да зборува како граѓанин на Украина, сугерирајќи дека неговата убедлива победа може да послужи како модел за другите поранешни советски држави, кои сакаат да мрднат од закоравената политика. Украинскиот претседател има значајни овластувања кога станува збор за безбедност, одбраната и надворешната политика на земјата. Победата на Зеленски со толку голема разлика представува голем удар за Порошенко, кој дојде на власт во 2014 година. Да, ги слушнавме дел од информациите. Дијан, колку беше изненадување? Спомена и ти на почетокот, меѓутоа еве генерално за украинската јавност, меѓутоа и меѓународната јавност, победата на Зеленски, споменавме тој чинам има и глумено во некоја серија току Он ја направи кариерата во некоја ТВ серија каде што го глумеше актуелниот украински претседател, па некако изгледа таа роља ја соживеа во себе, па успеа да победи на овие избори. Изненадувањето е уште во првиот круг, до првиот круг на претседателските избори, никој не го сметаше Зеленски за сериозен кандидат, напротив, тој беше сметан дека како комичар се обидува да даде некој нов шарм на претседателските избори во Украина. Некој вид на Трамп предходно? Токму така, некој вид на Трамп, не случајно со Трамп има заеднички, би рекол, заеднички карактеристики, двајцата се политички аутсайдери, двајцата немаат никакво искуство во политиката до стапувањето на претседателската функција и двајцата доаѓаат од еден вид на бизнис предходно, значи прв пат се судираат со политиката, но за разлика од Доналд Трамп, актуелниот претседател на Украина сега нема да може, бидејќи се наоѓа Украина во голема криза, во политичка криза, во граѓанска војна, во немаштија, така да нема да ги има тие отворени, да кажеме, раце као Трамп да се обидува да оди понатаму, туку сериозно од комичар ке мора да биде сериозно да се фати со таа улога и да не стане само трагичен. Да, кратко овде може да споменеме и коментарот, односно барањето кое што дојде од Јулија Тимошенко, меѓу другото, бара итно да се формира нова украинска влада. Значи, само сакам да кажам дека
дека таа бара да се формира новата влада, ќе потсетам дека Тимошенко испадна во првиот круг од претседателските избори, иако таа пред 10 години беше голем украински фаворит, беше и премиер и председател. Но, откако на некој начин си ги најде релациите со актуелниот руски председател Владимир Путин и Кремљ, таа почна да ја губи својата политичка кариера. Се смета дека новиот украински председател Зеленски е исто така на некој начин малку поврзан со Русија, нешто што веројатно доколку е така нема да им се допадне на НАТО сојузниците и на Соединетите Американски држави. Ќе оставиме да видиме. Тој веднаш вети дека ќе почне да преговара со Русија, нешто што Петро Порошенко одбиваше да го направи, пред се околу оние проруски така наречени сепаратисти во Донбас, во Донецк и Луганск, во источниот дел на Украина, каде што трае граѓанска војна и каде тамошните руси не ќе да останат под оваа власт на Киев. Значи Зеленски најави дека со нив ќе преговара, нешто што е први исчекор и втори исчекор, дека ќе преговара за ослободување на 24-цата украински морнари кои пред месец дена за потсетување беа заробени од руската морнарица во Црното и Азовското море. Така, ќе има уште многу што најверојатно да се анализира околу Украина. Сега да наметнам една друга тема што верувам тангира многу земи во светот, нафтата. Конкретно по најавите од Соединетите Американски држави во однос на санкциите кон Иран, летна може да се каже многу високо цените на нафтата. Да, јас ќе повторам дека Соединетите Американски држави веќе неколку години не се откажуваат од планот да го поразат актуелниот режим во Техеран, односно исламистите кои 1979 година ја освоја власта во Иран, не се откажуваат од тоа и сите овие акции што ги прават на Блискиот Исток се во насока на тоа. Она што е ново е дека американскиот државен секретар Помпео најави дека Соединетите Американски држави ќе воведат санкција на сите држави кои увезуваат иранска нафта. Ќе потсетам, Иран е еден од најголемите извезувачи на нафта и многу држави, меѓу кои државите од Европската унија, на некој начин увезуваат иранска нафта. Сега тој се заканува дека Соединетите држави дека ќе удрат санкции на сите држави, сакајки иранската нафта да не може да се продава и да нанесе економски удар на Иран. Од друга страна, на некој начин може да дојде и веќе доаѓа до зголемување на цената на нафтата. Американците тоа го аргументираат дека сите потреби на нафтата во светот може да ги надокнади нивниот сојузник Саудиска Арабија и Обединетите Арапски Емирати. Во меѓувреме иранската револуционерна гарда се закани, тоа е онаа гарда која Трамп пред 2 недели ја нарече терористичка организација, таа елитна гарда на иранската држава, таа се закани дека ќе го затвори теснецот Ормуз на Каспиското море. Тој теснец инаку познат по тоа дека има огромен трансфер на танкери за целиот свет на нафтата, така да економските експерти стравуваат дека во наредниот период може да дојде до дополнителна нафтена криза во светот, покрај онаа со Венецуела која исто така има криза, сега и со Иран, така да се стравува дека може да дојде до огромен скок на цените на нафтата. Секогаш битка за црното злато. Секогаш и тие држави што ги имаат црното злато обично се жртва на големите, така да е добро што нашата држава барем за сега нема нафта. Така, Идејан, пред крај не можеме да не го коментираме секако сите оние напади во Шри-Ланка, еве веќе и официјалните власти тамошни се произнесоа дека знаат кои се на нападите. Континуирано доаѓаат нови информации, всушност било пронајдена, односно експлодирала и нова бомба во обид да се деактивира. 7 детонатори во престолнината Коломбо кои биле разместени и кои требале идентично како во првиот бран на синхронизирани експлозии по локациите, требало да има и втор таков бран. Ке потсетам околу 300 загинати, околу 500 повредени, огромен биланс на жртви, нешто што е трагедија и нешто што вчера во светот одекна како бомба, бидејќи тоа се големи жртви, особено она трагична би рекол судбина на оној дански милиардер, данец кој загубил 3 од 4 своји деца кои биле за Великден во туристичка прошетка на Целон. Имаме, односно Шри-Ланка, поново. Имаме прилог на таа тема да го видиме. Добро, ајде да го погледнеме прилогот и со заклучна поента се враќаме назад. 15 лица под сомнение дека се поврзани со вчерашните терористички напади на Шри-Ланка, изјави синоќа министерот за одбрана Руван Вијаварден.
Тој додаде дека при самоубиствените напади врз цркви и хотели загинаа најмалку 300 лица, а стотици беа повредени. Се уште никој не презеде одговорност за нападите. Премиерот на Шри-Ланка, Ранил Викремесинг, наведе дека нападите би можеле да предизвикаат нестабилност во земјата. Тој истакна дека владата ќе ги искористи сите можни овластувања да действува против одговорните за нападите. Надбискупот на Шри-Ланка, кардиналот Малком Ранџит, побара од владата без милост да ги казни одговорните за нападите, додавајќи оти само животните можат вака да се однесуваат. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш е огорчен поради терористичките напади на Шри-Ланка, соопшти неговиот портпарол. Гутереш истакна дека безбедноста на сите свети места е приоритет и оти се надева дека извршителите на нападите фали единството на народот на Шри-Ланка. Ја на што да кажеме, за жал на еден голем христијански празник во држава каде што повеќе од милион жители се христијани се случува оваков, би рекол, оваква трагедија, особено фактот дека се стравува дека ќе има нови терористички напади во регионот, особено во Шри-Ланка, и она што секогаш мене ме плаши вака како новинар, кога ќе видам дека Соединетите Американски држави, Велика Британија и сите тие поголеми држави ги повикуваат своите граѓани таму да не патуваат, бидејќи трае се уште терористичка закана. Така да се надеваме дека овие жртви и дека ќе бидат најдени конечно сторителите на овие терористички напади, и се надеваме дека ќе биде во иднина поголема безбедност, бидејќи знаеш, на крајот на денот сите ние одиме некаде и патуваме као туристи, и многу е лошо ако пред 2 години се случи оној напад во Ница, во Франција, сега во Шри-Ланка само упатува дека луѓето се исплашени и се помалку ќе се шетаат. Така, Андоновиќ, ти благодарам за оваа анализа стандардна, а ние почитувани тука веќе, односно ќе го заокружам овој блок, следуваат вестите, останете со нас.